Темата за промена на националните символи не е затворена. Напротив, за неа ќе има дебата. Реплика на Артан Грубио дуи во телевизиска емисија на ставот на Дамјан Манчевски од СДСМ. Иако во тиранската платформа која беше услов дуи да ги поддржи социјалдемократите, стои дека треба да има дебата за символите. Подпредседателот на СДСМ вели дека став на партијата е дека тие не треба да се менуваат. Ставот на СДСМ е дека не треба да има промена на националните символи. Крај на моветот на таа тема. Но на што? Крај на моветот за вас. Така е. Океј. Изјавите на лидерот на СДСМ уште во предизборието беа во насока на проширена употреба на албанскиот јазик и поголема децентрализација. Во Прилеп, тој што учи албански јазик, иако е мал многу процентот, може да добие право да учи музичко училиште, реков, на албански јазик, да напише барање на албански јазик. Првиот чекор што мора да го направиме, да направиме уште поголема децентрализација. Да ги создадеме регионите, треба да бидеме растаретени. Дали има некоја делба по некој процент или математики? Не. Гледам овде, едно село е кантон. И тоа село се одлучува овде за самото село. Според Александар Николовски од ВМРО ДПМН, пак СДСМ не сообразила да се откаже од тиранската платформа и да ги осуди изјавите на Рама и Бушати дека во Македонија живеат славомакедонци и на села дека пред 100 години не постоел македонски народ. Одеднаш, дуи според Николовски не го почитува принципот на коалицирање победник со победник, на кој толку инсистираше, бидејќи СДСМ ја прифаќа платформата. Од друга страна, како што вели тој, ВМРО ДПМН го почитуваше принципот и кога не мораше. Прифаќањето непринципиелни коалиции може да ја одведе Македонија во непосакувани сценарија, смета тој. Ние, заедно со ДУИ, имавме влада во 3 мандати. Во тие 3 мандати беше испочитувано на правило на победник со победник. Сега, кога тоа правило не е во корист на политичката партија ДУИ, што е разбирливо, затоа што очигледно со СДСМ може да направат многу подобар договор, тоа правило не се почитува. Тоа значи дека мнозинството македонци треба да биде мајоризирано од малцинството и да не бидат представени во владата за која што гласале и која што представеност треба да ја имат. Ние нормално е да реагираме на таа работа. Како што бевме доволно фер да го испочитуваме, да речеме тоа 2014 година, кога не ни требаше коалиција. Никаква со никого. Или 2008 година, кога исто така не ни требаше коалиција. Или 2011 година, кога можевме да направиме коалиција со некој друг и таа коалиција, политички кажано, да чини помалце. Околу дебатата во собранието, Николовски вели дека тоа е право на пратениците. ВМРО ДПМН според него има јасни политички ставови и не може да се оди против волјата на мнозинството македонци.